Опозицијата останува во собранието и покрај вчерашните закани дека е можно да напушти работата на парламентот поради нераспуштањето на законодавниот дом, како и поради туркањето на законот за јавно обвинителство. На синоќешната седница извршниот комитет на ВМРО ДПМН сепак решил пратеничката група да остане во собранието до неговото распуштање. ВМРО ДПМН ќе го следи развојот на ситуацијата и ќе реагира во одбрана на демократијата и интересите на граѓаните и државата, се вели во партиското соопштение. Ниту портпаролот на ВМРО ДПМН не ги дообјасни аргументите зошто вака решило партиското раководство. Имаше партиско соопштение во кое што имаше нагласено на кои теми се разговараше, меѓу кои мислам како најголема точка беше и најдолг период што одзема актуелната политичка ситуација и сето она што се случува, вклучително и работата на собранието. Освен законот за обвинителство, друг политички проблем меѓу власта и опозицијата е барањето на техничкиот премиер Спасовски, упатено до спикерот Џафери на првата собраниска седница на дневен ред да се стави точка за разрешување на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи, кадар на ВМРО ДПМН. Малку повеќе смешно да се обидат да сменат заради едноставена картонска табла во министерството министерка која што си ја тера својата работа професионално, а од друга страна гледаме дека нивни министри се вмешани во милионски скандали кои што има и сериозни докази, но обвинителството се уште молчи. Јас можам да правам компромиси да разговараме за политички теми. Можеме да бараме решенија за тие теми. Ама да правам компромис за почитување на устав и на закон. И посебно на министер кој што даде изјава свечена пред собранието дека ќе го почитува уставот и закон. Тоа нема да се случи. Мизрахи неколку пати настапи пред пано во институцијата со која раководи, на кој стоеше старото уставно име, зашто следеше и остра реакција од Грција дека станува збор за кршење на Преспанскиот договор, документот која деблокираше евроатлантската интеграција на земјата. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.